Љубовта кон блузот е љубов кон вистината, тажна, сурова, но длабоко човечка. Во секоја нота се крие животна приказна, а во секој риф отпор и надеж. Таква е и приказната во музиката на нашиот гуру на блузот, животниот блуз сопатник Негор Џамбазов. Тие се оние кои го водат крикот и поезијата кон внатрешниот мир, а токму таму музиката и просветлението стануваат едно. Гуру Харе. Подгответе се за едно уникатно музичко патување со песната Сонце на Кристина Арнаудова. Цел ден јас го преспивам и само за тебе сонувам, а ноќе јас за тебе пишувам. Будна сум до тогаш, но тогаш залогаш, а кога те сонувам ти од среден исто изгреваш. Правиш овој свет да го видам јас и да не барам некој друг да сонувам. Правиш овој свет да го видам јас, но во тебе не дозволуваш ниту еден поглед. Моје сонце, срцо, живот јас те сонува. Своје сонце, срца, од тебе ја гледам. Своје сонце, срцо, живот јас те сонува. Своје сонце, и вечно ќе те следам. Правиш овој свет да го видам јас и да не барам некој друг да сонува. Правиш овој свет да го видам јас, но во тебе не дозволуваш ниту еден поглед. Своје сонце, срцо, живот јас те сонува. Своје сонце, срца, од тебе ја гледам. Своје сонце, срцо, живот јас те сонува. Своје сонце, и вечно ќе те следам. Добро вечер, Харе. Добро вечер, Мија. Како сте? Одлично. Ти благодарам што си наш гостин вечерва во Хитмејкер. Како се чувствуваш во нашата атмосфера музичка? Па, со оглед на тоа што сум бил и претходно овде и сум се чувствувал прекрасно, исто така се чувствувам прекрасно и ми е мило што сум дел од една емисија и од едно ново движење, нова енергија, бидејќи секогаш сум бил поборник да се негува ова наша македонска музика и мило ми е што постоите и што сум еве на некој начин дел од сето ова. Ти благодариме за цел придонес, творештво и секако поддршка. Драго ми е што ќе говориме за интересни теми денеска. Пред се би сакала да те прашам како ти почна таа љубов која ја негуваш кон блуз музиката? Па, кон блуз музиката или воопшто кон музиката, како мал бев обседнат со кунг-фу во најраното детство. Сериозно, тоа ми беше прва љубов, читав книги, Брус Ли ми беше идол. Некако ми беше поим за праведност. Секогаш, не знам, вродено ми е тоа, неправда ме иритирала од секогаш, не сум поднесувал. И некако ми се канализира во кунг-фу и почнав сериозно да тренирам. Се до моментот кога го слушнав уствари Џими Хендрикс.
И тогаш нешто ми се спои негде на мои 13-14 години во главата и едноставно кажав, па, јас сакам ова да бидам. И, знаеш, она дете, јас не размислував и не знаев што тоа значи точно, меѓутоа се поистоветив со таа енергија бунтовно што ја носеше порака и едноставно се влюби во музиката. Значи, кон блуз музиката и љубовта не се роди директно почнувајќи од блуз артистите. Еве Џими Хендрикс го спомнав. Потоа слушав други рок музичари и кога ги читав, голтав се, знаеш, кога ќе стигнев до интервју нивно, кои се нивни идоли, од каде они учеле, така и почнав да ги откривам тие стари блуз артисти, за да во еден момент онака почнам ги наредив коцките и почнав да препознавам кој во блуз музиката. Самиот блуз има поджанрови, на еден начин го свирале тие од југот, на друг начин тие од северот. И друго интересно е, често гитаристите слушаат блуз бидејќи е многу атрактивен за свирење гитара. Значи технички, да, некако се поврзува со свирење гитара. Например, јас многу, што е чудно, кога учев као дете, AC/DC ги обожувам до ден денес, значи блуз научив од Ангус Јанг. За неупатените ќе биде чудно, он свири блуз. Блуз свири гитаристот на Боб Марли. Од него многу, слушајќи го Боб Марли, симнува фрази, знаеш. Така се роди љубовта кон блуз музиката. И јас лично не сакам до толку етикета, бидејќи кога почнав со музика, јас сум дете на новиот бран. Јас почнав со тој постпанк, со Клеш, со Полис. И едноставно, ако себе треба да се опишам, иако нели ме поврзуваат со блузот најчесто, ако го слушнеш моето творештво, е многу разноврсно. Едноставно, во сите жанрови наоѓам убава музика, почнувајќи од класиката па понатаму. Да. Заедно имаме песна Боса Нова. И е прекрасна, со твоите жанр. прекрасни вокали, да, направивме многу убава песна. Да, така што има огромна разновидност во вашата музика. Апсолутно ниту еден музичар не треба да се етикетира, но вие имате ваш блуз животен сопатник и многу често ве сврстуваме заедно со Игор Џамбазов, па би сакала да ве прашам како се запознавте, како дојдете до оваа блуз приказна? Него успеав да го оттргнам од канџите на естрадата барем за кратко. После време за плачење и Макфест кај што се појави црвено саковце, нели? И постоеше голема опасност да загази у такви води. Едноставно не знам, со Игор ме покани да бидам искрен, не се познававме лично многу. Фактички ме ангажираше на неговата прва касета. Му свирам на 2 песни, меѓу кои има една прекрасна, се вика Тие. И во тоа време се снимаше кај Роберт Саздов во Чаир. И отидов едноставно, он ме знаеше од Банкрот Блуз Бенд. Некако исповрзани ни се животните патишта. Во тоа време постоеше едно кафуле рандеву, култно, и Игор, слушајќи на нас, мене, Пепи Ренџов и Гиш, ние свиревме во Париз и исто култно кафе во градски трговски центар, му предложил на собственикот Зоки да не ангажира. Му се допаднало многу и така почна дружбата. Откако му свирев на првата касета, тогаш касета беше последниот збор на техниката, нели, како медиум. Извесно време после тоа не комунициравме и не знам како повторно се сретнавме и во една дружба кај него дома, музицирајќи спонтано, ја напишавме песната Да си жив и здрав. Таа песна е направена буквално во едно попладне. Моја е музиката, негов е текстот и Џамбазов вика и по ова. Ако е вака лесно, па ние можеме до 101 да тераме. Ова е цитат. И еве тераме до ден денес. Дали заедно, дали моја музика, дали негова, едноставно се испреплете сето тоа, заедно со бендот, морам да ги споменам, извонредни музичари. И еве, трае авантурата, уште ни е забавно, уште ни е убаво, уживаме во секој концерт. И тој ме нарече фактички гуру, демек јас почнав да го подучувам на блуз, да му посочувам артисти, да ги слуша, инаку не дека Игор
не е наслушан рок-н-рол музика, Парпал и сето тоа е човек ерудита со многу познавање на добра музика. Апсолутно од музичко семејство, е Да. сепак музичко Да, и да, да, да. театарско. Неког и постојано дури ден денес ме изненадува со факти и со такви има силна меморија и навистина знае многу работи и е интересен како пријател и соговорник. Секогаш има нешто да чуеш интересно, ексклузивно, бидејќи он го живеел тоа од малечок, а мене по природа ме интересираат барем сите урбани скопски, македонски легенди, рок-н-рол, Батко Мики Џафер, например, кој ќе го начекам често пати, го терам да раскажува во тоа време за сите тие легендарни гитаристи кои едноставно сакам да знам, знаеш, кое ми е потеклото. Секогаш велам, не сме ние тиква без рачка. Имало пред нас луѓе кои граделе и јас сакам утре, дај Боже тие, после мене ете, бар по нешто и мене малку да ме паметат, барем едно камче во мозаикот да ставам во таа наша урбана музика. Ќе ве паметат. Дефинитивно. Покрај музиката, вие сте сепак и родител. Како е да се биде музичар и родител и некако меѓу тие два света да се коегзистира, да се иде на турнеи, да се работи, како изгледа еден ваш ден? Сега морам да бидам искрен, вакво прашање никој да се не ми поставил. И пошто не знам поинаку освен искрено, ќе ти одговорам, голема благодарност до мојата сопруга, што ги поминуваше сите тие години растејќи го детето додека јас се ашкав кузне каде и си живеев рок-н-рол, 100 на саат. Сега се обидувам да го надоместам тоа време со мојот 29 годишен син, правиме тимбилдинг, замачкуваме некои Преубаво. работи што не сме. Претпоставам како секое семејство, убаво е да се биде родител. Иако морам да кажам, толку бев занесен, јас сум човек што не знае половично да ги преработите, поготово музиката. Кога е музика упрашање, може ми да не јадам и да не пијам вода, знаеш. Апсолутно. Ама мило ми е што ме праша и него му е мило кој ќе му кажат за демек харе, ме препознаваат, им се допаѓа музиката, онака. Баш ми е драго, убаво е таа динамика да се има и јас имам чест така да екзистирам во овој живот. Да. Убаво е да се има родител што е артист и не е секогаш лесно, но од другата страна можам да ви кажам дека е многу, дека е огромен благослов. Па јас Да. конкретно те знам и тебе, и Пере, нели соработувавме заедно тројцата и ми беше мило онака кога те открив толку млада, толку креативна и сето тоа односот што си го имаш со него. Не навлегувам во интимниот татко керка, меѓутоа тој професионален како музичари, мислам тоа е многу убаво. Да, тоа е Мојот син не е музичар, се занимава со ова модернава IT технологија, меѓутоа има убаво чувство за музика, слуша добра музика нема бегање од и гените. понекогаш да ми пее по некој рефрен и му викам и од кај знаеш? Те слушам понекад бехаре. Ме зеза и така. Прекрасно. Кога сме веќе кај слушање, што следно може од вас да слушнеме, освен концертот кој сега ве следи? Не во летниот период обично се свири. Снимањата се повеќе на есен и на зима. Последно нешто што направивме заедно со видео мајсторот Александар Истевски Принц беше една песна која направивме за СОС Детско село. Песна од која сум презадоволен и музички Честитки како пред тоа. излезе, ти благодарам, и видеото како излезе, презадоволен сум од одзивот на колегите кои без збор прифатија да го направиме. Имавме две вечери прекрасно дружење, поготово кога снимавме видеото и мислам дека сето тоа се гледа. Нема шминкање, нема дотерување, сакавме да биде сирово и да отслика вистинската енергија и емоција. И го направивме стварно од срце. Имам песни како и секогаш, знаеш, во джеп. Некој до вамо, некој до тамо. Искрено не знам што би правил. Имам желба да соработувам со некој пејачи, меѓутоа не ми е искристализирано. Комплетно сум посветен летово да ги изработиме концертите што подобро можеме. Уживам во тоа и се надевам дека од есен ќе почнеме повторно со снимање за нешто ново. Прекрасно, Харе. Ви благодарам за прекрасниот разговор. Се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин кога ќе имате нешто ново или онака само на прекрасен разговор.
во секое време со големо задоволство. Жената која што со години сме ја гледале зад диџеј пултот, овој пат ќе имаме можност да слушнеме и како за прв пат пее. Тоа е Сонја Исмаил со незината песна Суд. Sve što imaš za sebe je samo svoj odbor, samo svoj odbor. Slep si došo, slep si odih, zaslapen od zlo, pod noze gubiš tlo. Sve što davaš, dobivaš, sve što prežuvaš, sam odgovaraš. Sam što ne možemo nije da razborimo sam, sve to blago gleda me sam. Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Не имаш мене, не си сама, фрлаш сенка на се што стои пред тебе. Во заборав остави се што било одамна. Играм игра, дури и со времето. Дадох ја се, ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Дадох ја се, нема назад, оди ме. Се коцкам со се и секого. Една карта или ништо, или се. Во заборав оставив се што било одамна. Играм игра, дури и со времето. Дадох ја се, ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. А сега го слушаме Драги Иванов, член на Фанк Шуи, но овој пат со своја песна. Крута. Која воопшто не е крута. Покасо што се огради, земи ме од мене, заврши. Нема глас, нема бука, цело време си некаде лукаш. Празно зборуваш глупости, не си тука, тука. Не знам баш зашто си лука, веќе ништо нема тука. Дали сум доволно глупав или ти крута, крута.
Fiction, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си распира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп numера Лавиринт. Запалнете ги светлата дома и уживајте. Стемни ме, погледни ме, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е върти свет около нас. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, немирни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Стемни ме, погледни ме, по кафезот на залезот на сонцето сум сам. А утро ке се роди, само гледај како оди, оди разум против страст, разум против страст. Градот се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градот се буди, невинни бури, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти, а овај пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте! Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат весени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. Define love. Сакај ме ти, ке горат облаци. Љуби ме ти, ке зборат весени постели. Чувај ме ти, ко море бисери. Сакај ме ти, ке танцуваме на дождови. Define love. А сега следува Јовче Пандев со неговата песна Девојки во мраз од неговиот албум Деца корнат градина. Неверни слуги нас не сака тој што не нуди. Пред луѓе и други, таа е само девојка што истуди. Убава цвет
nasmevki i pozdravi za mene. Matni pogledi i šepoti, prva od kraja, posledna od startne, milosrden grad. Prva od kraja, posledna od starta, ko nemam svoj gard. Приздрав, но без разум, реалноста тежи, не споделя социјални мрежи. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали. I started my professional activity also in humanity while embracing the release through my neurotic Кој си ти? Откаде ли се појави? Ко гром од ведро небо да ме погоди. Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед, сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам, темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде вака сама? Каде вака, сама си тргнала и баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Реков ајде да ти помогнам, другарутво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. Ново име со кадифен глас. Дарко Антоновски со неговата авторска песна Не можам. Дарко, можеш? Повели. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се.
мене најмила, врати се крај мене ти. Не можам, а да не помислам на тебе. Овој кревет празен без тебе. Те мола мила, врати се. Не можам, јас да заборавам на тебе. И ноќи не спијам без тебе. Те мола мила, врати се крај мене ти. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, се молам за нас. Времето минува за двајцата нас и не стои кога викам на глас. Ти да ме слушнеш мене најмила, врати се крај мене ти. Има ли нешто поубаво од тоа да се движиш низ градот, да одиш на работа или да одиш можеби на кафе и во градскиот трговски центар да чуеш некој како ти пее македонски песни? Има ли нешто поубаво од тоа да чуеш звук кој што ти го разубавува денот? Отворени концерти, градот како сцена. Идеме кај Марко Чварко. Чувство кога треба да најавиме светско првенство во ракомет, брат. Како сме застанати вака? Па добро, мислам, таман тие чувствата, мислам, и тоа светско првенство во ракомет што ќе се одржи кај нас во 2056 година. А само што видов една разведена жена која што доаѓа од некаков лош надпревар во бракомет. Марко, добар ден и добре дојде во нашата емисија Hitmaker во рубриката Сцена Inbox. Не сум имал многу такви дани, никогаш, само љубов како дете. Ајде, добро е Најдов, паш убава сцена сте одбрале овдека, е прекрасно, види, тука. Сега ние сме одбрале, ти си одбрал, у твојот втор дом сме тука. Бидејќи емисијата сега Hitmaker, сакам да прашам за почеток, кој е твојот омилен македонски хит? Ау, имам една нова сега. Ајде. Леле, чекај, имам у телефон. Ајде. Еве, за нас почнува живот. Ау, како Од идеше Даниела песната? Панчетовиќ. Подсетиме. За нас почнува живот, со ново име и нова страст. Многу убав текст има, него го немам уште, али преубава и вокалот. Ова Даниела Панчетовиќ, што прв пат ја среќавам, е феноменален, можда најдобриот што сум го чул. Префинет женски вокал, неверојатно, паднав у несвест вчера. Има нешто во гласот на луѓето, на пејачите од 60-тите, 70-тите. Јас прв пат кога те чув пред... не беше тоа прв пат кога те чув, меѓутоа пред 2 месеци поминував низ ГТЦ, ја чув чија си. Леле, па другарче, ти мене ме трансформираше, ме телепортираше во 70-тите, 80-тите. Има нешто во дикцијата, во текстовите, во музиката од тоа време. Ако твојот живот беше песна, која песна би била? Ау, одма со тишките прашања. Али, ако мојот живот беше песна, ќе беше една тишина. До кога? До која минута? За секогаш.
Мене многу ми се допаѓа кога уметници перформираат својата уметност на улица, бидејќи верувам дека уметноста таму припаѓа помеѓу луѓето. Ја мојата прва книга ја промовирав во 40 кец. Многу често имам рецитирана поезија на плоштади, во ГТЦ имам рецитирана поезија и мене многу ми се допаѓа тој непосреден контакт со публиката што го имаш. Како е чувството да се биде дел од, бидејќи ти на некој начин си дел од ГТЦ и му даваш дух на ова место? Па многу го кажат, контактот е непосреден и затоа мислам дека го правам се во ова. И убаво е, знаеш, нема некој измеѓу што е мене и публиката на некој начин. А колку години свириш на улица? Па преминав 10 да. Мислам дека више 11-та негде од прилика. И кој е еден од најубавите моменти што се сеќаваш, што си го имал, дори си имал уличен перформанс? Некој момент што ти направил што ќе го паметиш цел живот, можеби? Да ти кажам, секој ден мислам дека ми се случуваат такви моменти. А сега живееме во ера каде што ја тоа го забележувам кај младите, да кога имаш некаков талент и да речеме дали пишуваш, пееш или црташ, луѓето ти кажат, а заработуваш ли? И дојдовме во ера каде што ако имаш некаков талент, автоматски луѓето подразбираат дека ти мора да го монетизираш тоа на некој начин, како да се губи суштината на самиот талент на некој начин. Бидејќи ја верувам дека талентот е даден од Бога, ти си благословен што го имаш тој талент и доволно е само да пееш. Ако дојде финансискиот дел, тоа е дополнително плюс на некој начин. Абе ја кога почнав да свирам, знаеш како беше, си викам, Џон, си викам за мисли, све ти е решено во животот. Немаш проблеми, све ти е покриено, значи таман ти е, што ќе правиш? И што ќе правам? Викам, па што ќе правам? Кидам, ќе свирам, ќе пеам, што да... Па викам, па што не идеш? Свири песа. И така беше, знаеш, и не знам, за мене, ако доаѓаат парите онака спонтано и лесно, окей, не планирам да трчам по нив, не планирам да правам ништо слично. Сум правил, знаеш, не река не, сум правил, ама нема поента, знаеш, животов е прекраток за, како да кажам, за да трчаме по нештата. А доколку би одбрал да живееш во некој период, во некоја ера, во која ера би живеел? Па ја мислам дека би се снашол подеднакво во било која ера. Скромен детка. Ера, нека тера. Ајде за крај, дали имаш нешто што би им порачал на младите гледачи, на некој што тек допрва почнува со својата кариера, што тек допрва го открива својот талент? Абе, види, ја кога почнав да свирам, мене ми беше идејата да покренам нешто што ќе ги покрене другите да го прават исто, како да кажам. Јас би бил најсреќен кога што повеќе луѓе би искочиле да свират, да пеат на отворено. Знаеш, да осетиме што е тоа, како да кажам, хармонија, што е тоа living for the day, знаеш, што е тоа живееш во сегашноста. И јас ги охрабрувам сите млади, талентирани луѓе што сакаат да го направат тоа, да го направат и изна не се плашат од ништо. Ме замисли сега мене, ја отидов со умот на друго место. Тоа кога ќе се сретнат двајца слободни патници, муаветот не се знае во која насока ќе отиде. Му благодариме на Марко што беше дел од оваа емисија. Вие продолжете да креирате, продолжете да пеете и продолжете да се смеете. Јас сум Гора Скени, а вие гледате Хитмейкер. А сега продолжуваме со песна за сите романтични души. Кажи ми од Принц. Кажи ми, дали во очите твои влезо за радосница, кога ќе те допрам јас, беби,
голема благодарност до Аква Ден Студио и до општина Карпош, каде што моментално снимаме. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Наспроти мене човек кој треба да глуми грабливец. За емоции нема место, немилосрдна маска ставено. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накриви капа и пушти се. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ќе понесе ум и свест, наспроти полуден свет. Дали ке понесе наспроти полуден свет. Non-stop стрес, наспроти полуден Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!